Пандемијата со коронавирусот ги затвори вратите на Македонскиот народен театар, Драмскиот, Битолскиот, Националната опера и балет. Надлежните институции кои што побрзаа да ги отворат кафулињата и рестораните, како да подзаспаа во подготовка на протоколи кои ќе ја оживеат културата во оваа здравствена криза. Јас ќе осветлам темнината, но кој ќе однесе светлината до нив? Кого да испратам? Судбината на новата сезона засега е оставена на личните иницијативи на културните работници. Ние веќе бевме почнати со представата Полковникот Птица во режија на Андреј Цветановски, и кога се појави пандемијата прекинавме. Кога почнаа веќе да, што се вика, да работат све и кафичи, и сити молови и све друго, и свадби и така, дека дечки на Андреј Цветановски, викам, дали ќе го прифатиш овој предизвик да направиме представа, викам, одржувајќи се до овие протоколи, дистанца, да нема блиску еден до друг. И викам, дали ќе го прифатиш овој предизвик? Вика, да, why not, знаеш, дали сакаш да работиме? Да, вика, ептен ми се работи. Ја прашувам екипата од група, имаме Viber група, екипа, дали ви може, дали сакате да работите? Се разбира све по протоколи, со маски, со она. Сите едва чека. Театарот, комедија и филхармонијата се единствени институции кои што самите доставија предлог протоколи за разгледување до Комисијата за заразни болести. Беа упатени протоколите, комисијата ги разгледа, бевме таму со екипа од објектот кој што го водиме тимот во однос на организација и реализација на настани, и врз основа на средбата со комисијата ги добивме препораките во однос на пуштање фактички во употреба на концерти во затворен простор. По пауза од 6 месеци, новата концертна сезона Филхармонија ја започнува со звук на 2 метри. Таа е првата од 115 институции во државата која што започнува со работа во новата нормалност. Со 300 продадени билети и публика седната по протокол, во четвртокот посака добре дојде на новиот шеф-диригент на Филхармонијата, романецот Габриел Бебешелеа. Очигледно, на овој предизвик се одважуваат само храбрите. Пробите во дворот на театар комедија за Си беше еднаш во режија на Синиша Ефтимов се во тек. Очекував многу повеќе акција и ентузијазам од директорите кои што превземале одговорност да ги водат нашите куќи, и на крајот на денот ги поставил некој министер таму. А во дворот на театар комедија ја сретнавме и звездата на овој ансамбл, Атанас Атанасовски, кому пандемијата му донела и нова улога. Јас имав мало бебе дома, имав занимација, еден друг свет пак ми се отвори, така што не страдав толку многу како моите колеги, но сега, од кога пројде пак некој период, нели, пораста детето малце и сваќаш дека треба да се вратиш на тоа што ти е матично место. Пандемијата принудно остави дома 3600 културни работници, иако културните оператори изнајдоа начини да направат протокол за програма на отворено, само малкумина успеа да ги одржат своите институции во живот. Ние што се вика едва и дочекавме да имаме можност да се вратиме во студио, и штом ги направија протоколите, веднаш реагиравме. Ние бевме претходно спремни. Фактички нашиот процес на работа не престана и за време на таа пауза, кога моравме дома да седиме и да работиме онлайн, меѓутоа ние работевме, припремавме дел од представите кои што сега премиерно нели ќе ги изведуваме во овој период. Како танчери и кореографи нормално ги доживевме голем удар, бидејќи бевме оневозможени нели да работиме на работа што највише сакаме. Меѓутоа јас, моите колеги и луѓе кои што се бават со оваа професија што ги познавам, домашни услови, на отворено, пробувавме да останеме пред се во нека физичка форма, меѓутоа и ментална форма, бидејќи наеднаш дојде све и наставно беше потребно да останеме нормални. Личните иницијативи на институциите не се туги за Министерството за култура, каде што во моментов ги разгледуваат предлог протоколите кои се пристигнати на нивна адреса, а постапката за нивно конечно предавање до Комисијата за заразни болести ја усложнуваат спецификите кои се појавуваат за секоја институција одделно. Како на пример, МНТ е објект со најмногу седишта, 700, и според протоколите може да функционира само со 20% од капацитетот. И според дирекцијата би требало да се преседа рентабилноста на отворање на театарот, велат од Министерството за култура.
Соочување со новата реалност ќе биде предизвикувачко за сите културни работници, но јасно е дека надлежните мора многу поефикасно да ги дефинираат протоколите за заштита од коронавирусот, бидејќи културата мора да продолжи да живее.